Образование при општина Куманово. Одржавме состанок со директорите на основните и средните училишта на сите наставни јазици и разгледаме фактичката состојба во однос на објективно функционирање на училиштата и спроведување на воспитно-образовниот процес во градот, согласно насоките добиени од Министерството за образование и наука. Мора да потенцирам дека всушност сега се констатира суштински пропустот во делот на техничкото функционирање на училиштата и ниското ниво на опременост во одредени основни училишта во градот. Согласно насоките, ќе се обидеме да го дадеме својот максимум, првенствено директорите и сите оние кои што се вработени во основните и средните училишта, за да се воспостави воспитно-образовен процес на максимално ниво, согласно препораките на владата и првенствено да се обидеме да издействуваме во рамки на просторот со кој што располагаме, нивото на техничка опременост на училиштата, персоналот и условите за намалување на контактите на самите ученици и сите останати кои што учествуваат во тој процес, да се сведе ризикот на контакти на минимум и да се испочитуваат протоколите. Се надеваме дека училишната година ќе отпочне. Јас лично како човек и како градоначалник поддржувам да учениците посетуваат настава, бидејќи сметам дека ковид кризата и епидемијата е една реалност во која што живееме и се соочуваме. Штом не успеавме истата епидемија да ја спречиме во самиот нејзин зачеток, тогаш мора и да се соочиме реално со неја, но при тоа да ги почитуваме максимално мерките и препораките на епидемиолозите. За жал, сведоци сме дека не се почитуваат. Ќе биде тешко, но со дополнителни обуки и на персоналот, но и на самите ученици ќе се обидеме да направиме повеќе. Општина Куманово од рамки на својот буџет ќе направи репрограм на средства и ќе обезбеди средства за дезинфекција и на просториите и средства за дезинфекција на раце на самите ученици, дополнителна опрема, поврзување со оптички кабли и интернет конекција на училиштата каде што постои можност за такво нешто, а дополнително по пат на донација веќе обезбедивме 100 таблети кои што планиравме да ги поделиме на училиштата за да ги поделат или пак да ги користат директно во делот на држење на онлайн настава или самите наставници или пак одреден број на ученици од социјално загрозените категории. Ќе упатиме писмо на барање до ресорното министерство и до владата да се обиде во една брза и краткорочна поставка да набави поголем број технички средства, бидејќи за да давате онлайн настава, првенствено вие како професор треба да сте опремени со одреден опрема. Во моментов, по најголем дел, таквата онлайн поддршка се дава врз база на опремата која што самите професори поседуваат како приватна и лична собственост. Знам дека работиме во вонредни услови, ќе биде тешко, но јас сум сигурен дека имаме доволно едуциран технички персонал кој што ќе се стави во функција на организирање на ваков тип на настава. Во неколку училишта направивме и онлайн анкети или пак пишани анкети да се произнесат самите родители дали поддржуваат секојдневна настава и посета на училиште од страна на нивните деца. И да ви кажам дека резултатите се во интерес на посетување на наставата, дури над 80% од граѓаните даваат поддршка и бараат нивните деца да посетуваат настава. Ние мора да се обидеме да израснеме една генерација на млади луѓе кои што ќе бидат образовани и во оваа ковид криза. Факт е дека во моментот отсуството од настава генерира сериозни проблеми, особено во делот на секојдневното образование и воспитување на нашите најмлади. И час поскоро ќе мора да се реорганизира.
Ако ме прашате како ќе постапуваме во случај кога ќе се појави првиот позитивен случај кој што не посакуваме да се појави, но за жал тоа е реалност. Јас го поставив истото прашање до ресорниот министер, добив одговор дека согласно епидемиолошките процедури ќе се постапува да се изречуваат мерки за самоизолација во тоа оделение, дополнително ако е потребно се затвори целото оделение или пак евентуално училиште. Навистина темава е пресериозна и никој не може да преюдицира ништо во моментов. Едноставно ќе следиме сето она што ќе го добиеме како насока од ресорното министерство да го спроведеме на дело. И од страна на Министерството за образование и наука и од страна на Министерството за здравство. Имам прашање, со оглед на тоа што дека дел од Кумановски училишта имаат над 1000 ученици, средните, речи се сите, освен Којнаре и Киро Бургмас и Перонаков, останатите 2 имаат, останатите 3 имаат, исто така и основни училишта каде што има доста голем број на ученици. Централните браќа и Крсте, во населбите училиштата, има и училишта каде што има само по 5 до 10 ученика. А дали исто ќе важи наставата за сите? Значи, по препораките на Министерството, секој училиште ќе има различен пристап, во зависност од условите кои што ги исполнува. И сметаме дека оние училишта кои што исполнуваат услови кај што има поголем број паралелки, а помал број на ученици тие исполнуваат услови да ги ангажираат сите ученици да ја посетуваат наставата. Во спротивно во оние училишта каде што имаме паралелки со голем број на ученици, таму ќе мора да имаме редуцирана настава за да можат да непречено учениците доаѓаат, но да не се создава поголемо ниво и ризик од блиски контакти, тоест да се редуцира бројот на учениците во паралелките и на тоа работат самите директори, имаат овластување за такво нешто директно од Министерството. Јас како градоначалник дополнително давам мислење на нивните протоколи и програми кои што ги даваат до мене и дополнително тие ќе одат на одобрување на Советот и откако ќе бидат одобрени, тогаш ќе бидат реализирани. И самото Министерство вели, сакаме да почнеме со школската година од 10 октомври. Ќе видиме до тога што и како ќе се развива епидемијата. На крајниот збор во државата го има владата по насока на Комисијата за здравство и епидемиолошки. Колку ученици има вкупно во Куманово? Се уште немам точна бројка колка број на ученици согласно протоколот ќе почнат со работа. Благодарам. Кажете ми со оглед на тоа дека има наставници кои што се хронично болни, има наставници кои што имаат деца под 10 годишна возраст. Како ќе се регулира тоа? Дали ќе се прераспределат наставниците за држање на наставата? Значи, хроничното болни наставници и техничкиот персонал кој што е во училиште секако ќе подлежи под влажните мерки и овластувања, значи да отсуствува од работа, но кога се работи за онлайн настава и немате контакти, секако можете да дадете на онлайн настава и да не бидете физички присутни на своето работно место. Впрочем, најголем број и на луѓето кои што работат во општинската администрација, а ги користат мерките, тие истите работат од дома. Благодарам.